Општините од источниот и североисточниот регион повторно бараат начин како да се справат со отпадот. Денес на средба во Скопје, на нив им беа презентирани 4 можни начини на селекција на отпад. To the financial analysis that we perform and to the evaluation of the scenarios. Според финансиската анализа која што имаме направена, според проценката на 4 сценарија, заклучивме дека опција која што најмногу се претпочита е сценарио број 3. Кој систем за собирање со две канти, каде што во едното се собира материјал што може да се рециклира, а во другата мешан отпад. На овој начин, општините ќе можат отпадот да го рециклираат, но и да ја заштитат животната средина. I can give an example for the greenhouse gas emissions. Ако сакате да дадам квантитативен пример за ваквото влијание, тогаш може да дадам пример за емисиите на гасови во животната средина. Стакленичките гасови и нивните емисии ќе се намалат за повеќе од 80% по користењето на вакви систем на управување со отпад. Сепак, кој начин на селекција на отпад ќе го одберат, ќе зависи од самите општини. Се изјаснат околу тоа, да погледнат што значи тој систем на управување и на крај краева кој е најдобар за жителите. Значи, која варијанта, која опција нуди најдобро решение, но со најниски минимални трошоци. Инаку, инвестицијата во современа депонија за селектирање на отпад е проект вреден околу 40 милиони евра, пари кои општините од источниот и североисточниот регион планираат да ги обезбедат преку ИПА фондовите. Активностите започнаа во 2009 година, а се очекува тие да траат до 2016 и 2017 година, кога веројатно ќе има услови да се почне со нејзина изградба.